Македонските граѓани лани се опуштиле по кафеани, ресторани и хотели повеќе во споредба со претходните години. Угостителите и хотелиерите ги тријат рацете од профитите. За само 9 месеци во 2024 година инкасирале приход од 270,2 милиони евра, што е зголемување за 23,7 милиони евра во споредба со истиот период од 2023. Ова го покажуваат последните податоци на државната статистика, според кој најголем дел од добивките се забележани во третиот квартал во 2024 година, во угостителско-хотелскиот сектор, каде е направен приход од 115 милиони евра, што е 42,6% во однос на вкупниот приход од сите 9 месеци. Иако растот делумно се должи и на инфлацијата која во угостителскиот сектор изнесувала 5,5%, сепак значителниот дел од потрошувачката е резултат на зголемената активност во кафеаните и кафулињата. Според председателот на угостителската комора Аркан Керим, ваквата состојба најмногу се должи на посетата на туристите во Македонија, кои во најголем број се дојдени од Турција. Приходите се должат на странските туристи, значи во што дојда во многу зголемен број. Имате само 265.000 повеќе странски туристи само од Република Турција дојдени во Македонија и сите тие, значи, рачунајте, ручаат, вечерат, доручкуваат по хотелите. Мислам дека најголем број на околу 40-50% зголемувањето е од странските туристи. Дека Македонија може да биде феноменална дестинација за туристите, покажува бројката на посета на туристи и од други земји. Само минатата година во периодот од јануари до септември, вкупниот број на туристи изнесувал над 1 милион, што е за околу 78.000 повеќе од 2023 година, а ноќевањата достигнале бројка од над 2 милиона и 800.000. Познавачите велат дека е потребно повеќе вложувања во оваа гранка. Може да имаме девизен прилив над милиарда долари секоја година само од странски туризам, меѓутоа ние не ја сваќаме сериозно оваа гранка, за жал. Колку повише ја сваќаме посериозно, толку повише приход ќе имат. Вие рачунете 300-400.000 гости секоја вечер имаат вечера, македонска вечер во рестораните во Охрид, во Скопје, во Битола, широм Македонија по 20 евра, тоа прави цифра 60-70-80 милиони евра само по тој приход. Македонија изобилува со голем број природни убавенија во рестораните и хотелите, исто така гостите од странство не штедат за да пробаат дел од вкусната традиционална македонска кујна и убавите македонски вина. Керим вели дека за разлика од претходните години Македонија денес има помал број на ресторани, но со поквалитетни услуги. Храна и пијалоци нормално за вечери во ресторани, во убави ресторани, во пицерии, во сите тие угостителски објекти се трошат тие пари, бидејќи Македонија е многу убава и ефтина дестинација во споредба со сите соседни држави на Балканот. Според Заводот за статистика, најголем дел од потрошените средства, односно 146,1 милион евра, се потрошени на храна и напивки, што е пораст во однос на претходната година. Потоа следат потрошените пари за пијалоци кои достигнуваат 56,8 милиони евра, а ноќевањата на туристите ги чинеле 51,2 милиони евра.